наоѓаме на езерото Сандански, каде што овие 2 дена го организираме веќе традиционалниот младински летен камп. Ова е 4-та година поред како го организираме. Претходно локација ни беше планината Голак, меѓутоа оваа година сакаме да направиме мала промена како за нас како организатори, така и за донаторот, така и за учесниците, па решивме тука да го направиме покрај езерото, затоа што езерото нуди навистина прекрасни услови за паркинг. Имаме за кампинг, се извинувам, имаме околу 30 на млади од 15 до 23 години. Од Делчево имаме лица и од представници од невладини организации од училишта во Македонска Каменица и во Пехчево. Така што пред имаме еден многу добар тим кој што овие 2 дена се вклучи во различни сесии, во различни активности. Слободно можам да кажам дека ова се млади кои што сигурно ќе бидат после неколку години млади лидери и кога го промовираат и волонтеризмот и сите добри, би рекла, вештини кои што треба да го одликуваат младиот човек во денешното општество. Денеска имаме исто така и представници на Американската амбасада од Скопје, кои што се наши поддржувачи во овој проект. Имаме представници млади лидери исто така кои што ни доаѓаат од Соединетите американски држави. Така што го искористуваме и овој камп и овој простор да им ги покажеме убавините на нашиот крај, да видат со што располагаме, меѓутоа исто така да видат и како ние начинот на кој што ние работиме и кои се темите кои што ги опфаќаме. За секој камп претходно имавме различни теми. Оваа година темата, бидејќи се актуелни пожарите кои оставија големи штети и пожарите на отворено и шумските пожари од 2021 кога беа последните во регионов, во нашиот регион и ова лето тие што беа во Пехчево. Така што сметавме дека ова е навистина клучна тема која што треба да обработуваме на овој камп и затоа тоа го правиме и денеска. Имаме представници на противпожарната единица од Делчево кои што тука дојдоа со поголем дел од нивната опрема, имаме поголем дел на пожарникари. Исто меѓу младите има и представници на доброволното противпожарно друштво во Делчево кои што сакаме со тек на времето повеќе да го напредиме и да го развиеме. Ки имаат неколку показни вежби денеска. Мислам во овој период од кампот имаат можност тие да се испробаат во неколку вежби. Како што кажав, идејата е кај нив да го развиеме оној дух на превенција, да се вклучат, да волонтираат. Тоа е нешто најбитно што го правиме секогаш преку нашите проекти, па вклучувајќи го и овој камп. Други активности кои што беа на кампот беа и развивање на некои други креативни вештини. Имавме крафт катче во кој што изработува некои рачни изработки. Морам да кажам дека младите се навистина многу талентирани, тој нивен талент треба да се поддржува. Има можност за хајкинг, односно некое кратко пешачење во овој регион тука кај што има неколку културни и природни богатства. Има часови по йога, вечерта има летно кино, сами се спрема вечера, баш она како што треба да доликува еден камп. Организатор на овој камп е регионалниот центар за застапување од Делчево. Он е една од последните активности, како што кажав, во рамки на проектот Надвор од границите, обединети за промена, кој што ни е поддржан и финансиски и логистички од секој друг аспект од амбасадата на Соединетите американски држави во Скопје. Максим, ајде да ни кажеш, ти си дел од кампот, што научи за овие неколку дена? Како се допадна да бидеш дел од оваа активност? Беше многу интересно и научивме многу нешто. Како сега се научи како се мести шатот, не знам. Добро. Ловивме риби, правевме оригами, плетевме таму. Значи покрај дружбата, сега дознавате нешто повеќе за како се гаси пожар, која опрема треба, така ли? Да. Го разгледавте и ги разгледавте возилата? Возилото, сега сите флегнавме, нема кој не флегна. Како ти се гледа? Дали е комплицирано да се биде пожарникар? Да, многу комплицирано. Ама треба да се помага, да се... Добро, благодарам, ајде да видиме. Дечки, ајде вас збора што научивте на кампот овие денови? Како ви се допадна? Нешто што ќе ви остане во сеќавање? So we're telling people where we're from, we point on our campus.